И денеска подготвени сме само за вас да ви го презентираме новото продолжение од Фактор Здравје. Ви посакувам срдечно добре дојде денеска со многу позитивна енергија и подготвени информации кои што се во контекст на нашето мото Мислете на себе. Денешната тема, гостинката и фактот со вас повторно да комуницираме се трите главни карактеристики на ова продолжение од Фактор Здравје. Тргнуваме поред со првата најава, секако гостинката, но претходно джингл и најава за денешната тема. Повторно во контекст на летните одмори, летните топли температури и летното време или летото во кое што календарски припаѓаме е денешната тема во Фактор Здравје. Труење со храна е темата која што денеска ви ја представувам и тема која што само за вас повторно ќе кажам, денеска ќе ја презентираме во контекст на гостинката и можноста за заедничко комуницирање. Комуникацијата со вас ја оставаме за продолжение од емисијата, но претходно уважената гостинка која што со задоволство пред се сакам да ви ја представам. Тоа е примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за контрола и превенција на заразни болести при Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Добар ден, доктор Кузмановска, и како сте? Добар ден. Благодарам, добро сум и одлично се чувствувам. Задоволството е обострано, верувате, бидејќи не сум прв пат овде и секогаш со задоволство се одзивам на вашите покани. И јас исто така, уште повеќе што убаво изгледате денеска посебно. Благодарам многу, исто така возвраќам комплимент. Благодарам, она што денеска ќе го зборуваме во контекст, рековме на она што како препорака и вашиот институт и комплетно Министерството за здравство на Република Македонија го предпочита, но сепак тие препораки и деталите ќе ги оставиме за првиот блок реклами. Останете во ваква одлична форма и расположение, а контактот со вас го очекуваме и задоволството да ви ги презентираме информациите по првиот блок реклами. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. За силен имунитет, за здраво детство. G-Kids.
Уште еднаш повторувам дека денеска во Фактор здравје зборуваме на тема труење со храна. Оваа тема ви ја презентираме преку гостувањето на примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за контрола и превенција на заразни болести во Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Со оглед на фактот дека сме лето, дали тоа значи дека летото е период кога екстремно повеќе во однос на другиот период од годината се јавуваат труењата со храна и кои се најчестите причини за појава на оваа, би рекол, состојба која што воопшто не е пријатна? Па токму така, труењата на храна обично се врзани за летниот период и за летните месеци. Не значи дека ги нема во текот на целата година, значи тие припаѓаат на групата на цревни заразни заболувања поради начинот на пренесување кој што е карактеристичен за оваа група заболувања и секако дека има една палета, огромен број на предизвикувачи, од една страна значи поради начинот на пренесување, од друга страна поради симптомите кои што се главно симптоми на цревниот тракт. Меѓутоа, како труење со храна, воопшто цревните заразни заболувања е типично и карактеристично да се јавуваат во поголем број, значи со поголем интензитет во летните месеци, особено труењата со храна. И зошто е тоа така, си има причина. Поради тоа што труењата на храна се една група на заболувања кои што и самото име им кажува, настануваат кога во организмот ќе биде внесена храна која што е контаминирана, загадена со микроорганизми, значи со причинители на заразни заболувања, или пак со нивни токсини кои што тие ги лачат во храната. Меѓутоа, во храната токсините се лачат и микроорганизмите се размножуваат во енормни количини само во услови кога имаме топло време, значи високи температури и кога не се внимава на оние основните хигиенски принципи при подготвување на храната. Токму и затоа летниот период се извинувам што ве прекинувам, доколку се конзумира храната со нечисти раце, еве најпрост пример, сигурно и тоа придонесува за контаминирање на таа храна. Токму така, значи цревните заразни заболувања се познати уште како болест на нечисти раце. Посебно и хепатитот А, кој што припаѓа во оваа група. Значи, основното нешто на кое што се внимава е чистотата на рацете, бидејќи оние, како во англосаксонската литература велиме, значи цревните зарази се врзани со оние 3 или по некоја литература и 4 F. Food, fingers, flies and feces. Значи тоа се храна, прсти, нечисти прсти се подразбира, муви, кои што исто така имаат нели одредена улога во епидемиологијата на настанувањето на овие заболувања, и храната. Како и да е, треба многу да се внимава, бидејќи иако основниот начин на пренесување на сите цревни заболувања е тој така наречен фекално-орален начин, постојат повеќе патишта по кои што овој начин се остварува на заболувања. Тие патишта се храна, вода и контакт, директен или индиректен. Токму од тука и труењата со храна припаѓаат на оваа група и храната е исклучително важна за, значи, низиното подготвување, чување, дистрибуирање, складирање, за да се спази како крајен ефект нормално кога се внесува. Значи треба да се спазуваат хигиенските принципи на подготвување, дистрибуирање и чување на храната, за да не дојде до вакви случаи кога поради различни пропусти во тој целиот процес на ракување со храната, би рекла ракување, значи за сите тие, или производство на храната, доаѓа до нејзино загадување и до појава на овие така наречени труења со храна. Кажавте дека летото е период кога почесто има труење со храна и претпоставувам дека инциденцата или честотата е еднаква како кај повозрасната, така и кај помладата или кај децата како популација, и во тој контекст која е условно кажано најризична храна, која храна е најлесна да се контаминира, односно да се затруе организмот, првенствено дигестивниот тракт. Така, еве прво за возрастните групи, за нели поврзаноста на болеста со возраста, што ја зачнавте како прво. Значи, цревните зарази па и труењата на храна може да се јава, значи, кај било кого. Тоа се заболувања кои што се, како што реков, врзани со храна и по консумација на храната. Обично храната се консумира во домашни услови од различни возрастни групи, од дедо и баба па до најмалите, нели, освен доенчињата и бебињата кои што, да речеме, ако се на доење, не мора да консумираат од храна и не мора да бидат полни. Често пати во епидемии токму тие ни се контролна група. Значи, оние кои што не јаделе не заболуваат. Токму така знаеме дека кои намирници може да дојдат во обзир при епидемија за да се бара причината и да се стопира епидемијата. Сепак би рекла најосетливи, најчувствителни се малите дечиња и доенчињата, посебно дечињата до 5 годишна возраст, од разбирливи причини, бидејќи имунитетот кај нив е помал, бидејќи тие побрзо се подложни на дехидратација, цревните зарази па и труењата со храна се врзани, значи, со одредена симптоматологија.
гадење, повраќање и проливи, иако има и цела палета друга симптоматологија, при што се губат течности од организмот. Губењето на течности значи дехидратација на организмот. Малите течења се посклони на брза дехидратација и губење на водата и токму поради тоа може да дојде до побрз прогрес на болеста и потешки компликации, па и последици. Исто така и по старата популација, значи луѓето кои што се во поодмакната возраст, на 65 годишна возраст, каде што исто така размина метаболизмот е успорен, каде што исто така имате една или повеќе хронични болести кои што го отежнуваат и примарното заболување, исто така и кај нив полесно може да дојде до дехидратација, токму од тие причини, значи тие се поосетливи, кај нив болеста може да има потежок ток и исход, се разбира. Додека останатата здрава популација се разбира доколку причинителот да речеме е побезазлен, не е некој кој што може да предизвика и тешко заболување, бидејќи имаме ние цревни заболувања кои што даваат тешка клиничка слика по дефолт и може да дадат и потешки исходи, поминуваат обично и за пократко време трае заболувањето и со полесни симптоми. Во тој контекст која е најризична или најлесно контаминирачка храна? Што е најлесно? За храната, точно. Второто прашање се однесуваше на храната. И само еден момент уште да нагласиме дека рековте контаминиран или труењето со храна се случува кога таа храна е веќе контаминирана. Точно така. Значи некога влегува во организмот, таа не може така да се, ако е не заразена, не може да се зарази во самиот организам. И затоа напоменав на почетокот, значи не секогаш загадената храна со одреден број на микроорганизми може веднаш да предизвика заболување во смисла на некое труење со храна. Секогаш е потребно одредена количина на микробиолошки причинител, бактерија, вирус, паразит или некој хемиски токсин, не знам, растителни токсини и така натаму за да предизвикат труење со храна. Самите микробиолошки агенси имаат одредена, се викаат така наречена инфективна доза. Доколку да речеме за шигелата, инфективната доза е 10 до 100 шигели, значи потребно е само 100 живи бактерии или 10 во одредени случаи кај мали дечиња да речеме, да има во храната и да предизвикат заболување, доколку или норовирусите на пример, популарни во последно време, предизвикуваат многу често цревни инфекции, исто така инфективната доза на норовирусите е до 100 живи вируси. Додека пак за некои заболувања потребни се стотици, како салмонелозите и така натаму, стотици или дули милиони бактерии присутни во храната за да може да дадат симптоми на заболување, односно труење со храната. Токму од тие причини велам, летниот период погодува, значи микроорганизмите треба да имаат услови да се размножат во храната или да ги излачат своите токсини. Бидејќи во старт ќе ги поделиме на две групи, значи алиментарни инфекции. Имаме инфекција од самата бактерија, од една страна, кога во храната е потребно да има присуство на одреден број количина инфективна доза на агенсот инфективен за да предизвика заболување. Од друга страна, имаме алиментарни интоксикации, кога во организмот, во храната, треба да има присутна одредена количина на токсини, кои што го предизвикуваат заболувањето, додека откога бактериите, вирусите или да речеме било кој микроорганизми ќе ги излачат своите токсини, нивното присуство во храната повеќе и не е битно. А има и такви каде што имаме комбинација. И самата бактерија и токсините што ги лачи предизвикуваат заболување. Во таа смисла, значи, секоја храна може да биде подеднакво опасна и да биде загадена, контаминирана со одредени микробиолошки причинители на заболување. Значи, како што реков, нечисти раце, главно преку нечисти раце се загадува и храната и водата, или додека имаме контакт, преку нечисти раце и прсти се пренесуваат овие заболувања. Меѓутоа, морам да кажам дека сепак, или како викаме, ама има нешто. Храната од животинско потекло по правило се смета за најопасна. Зошто? Заради тоа што оваа храна, би рекла по правило се смета за примарно контаминирана. Зошто велиме така? Затоа што во процесот на одгледување на животните, често пати поради внесување на храна контаминирана со одредени микроорганизми, значи храната што ја јадат. Од друга страна, околината каде што живеат, во самите одгледувалишта, фарми, живината е посебно склона, нели, да ја носи таа инфекција, односно најчесто со салмонелози. И поради разни други причини сметаме или во кланиците при колење, обработка на суровите животински продукти, секогаш постои опасност и тука многу тешко е да се избегне таа опасност да не се контаминира. Затоа животинската храна, суровата животинска храна, непреработена, по правило ја сметаме за примарно контаминирана и не е безбедна за употреба додека не се термички преработи. Значи не се свари, не се испече, не се издиства, односно не се подложи на температура висока, за да може
Па е, да пржењето не е здраво од друг аспект, меѓутоа доколку се испржи, значи сепак подложено е на висока температура и микробиолошките агенси веќе се уништуваат, бидејќи скоро сите се осетливи на висока температура. Секако дека и животинската храна и било која друга храна може да биде и секундарно инфицирана, значи, освен што е примарно инфицирана, а секундарно е, значи, преку оние нечисти раце во процесот на ракување на намирниците и подготвување на храна. Во овој контекст би споменала уште нешто. Значи, често пати велиме се плашиме од храната што е животинско потекло. Не е само тоа. Значи, зеленчукот и овошјето, кои што некако луѓето ги сметаат дека се добри, не може да бидат загадени со бактерии, добри за употреба. И дека се што е на пазар е здраво и... Не е така баш, е така. И кога ќе си купиме зеленчук и овошје, дори да ги одредуваме во нашите градини, секогаш треба добро да се измијат, пред да се употребат, пред да се консумираат, бидејќи секогаш постои опасност. Почвата на која што растат, ако се тоа градинарски, нели, култури, тие најчесто плодовите можат да се и на земја. Почвата загадена, понатаму вадење, наводенување на градинарските култури со загадена вода или пак ракување отпосле со нечисти раце, исто така е момент кога и овие навидум безазлени, значи, продукти може да бидат загадени и многу често се случува такви труења, луѓето не се сомневаат дека токму зеленчукот и овошјето можело да биде контаминирано и тоа е да е причина за појава на труење со храна. Не само јајцата, месото, нели, по дефолт, по правило, живината, јајцата се сметаат за примарно загадени со салмонели, исто така и млекото, и месото од другите животни. Производи или морскиот свет кој што живее тука, исто така, да, рибите. Точно. Значи, испуштањето на отпадни води во морињата, езерата, исто така може да направи загадување и не рачунајќи на таква опција, ако се термички необработени, значи да настане труење со храна. И во овој дел од фактор здравје уште следното прашање, кажавте, клиничката слика најчесто е повраќање, понатаму малаксаност, замор, можеби и покачена телесна температура во зависност, нели, од причината што предизвикала таа инфекција. Ме интересира кога ќе се појави таа клиничка слика, дали претходно има период на патогенеза, односно како се одвива патогенезата, дали веднаш е манифестна, акутна е состојбата или некогаш може пролонгирано да се јави клиничка слика од внесувањето на контаминирана храна. Значи, како што реков, како сите цревни инфекции, така и труењата со храна може да настанат со една голема група на различни микроорганизми, значи инфективни агенси, како ги викаме, кои што може да бидат и вируси, бактерии, паразити. Сега можам да кажам дека труењата со храна, кога зборуваме за труења, скоро во 90%, по некоја литература вика 70 до 90, по некоја друга вика повеќе од 90%, настануваат со труење со бактерии. Иако во последно време, последните години се многу популарни и поголем процент опфаќаат и труењата со некои од вирусите, како што се, например, норовирусите, во земји каде што, нели, постои диагностика, каде што многу често луѓето имаат култура, да речеме, здравствена и носат материјал за лабораториско испитување, многу често во последно време се докажуваат и норовирусите. И ротавирусите исто така, која што е една голема група на вируси, кои што се карактеристични за нашето поднебје и многу често се јавуваат кај малите дечиња. Всушност, кај малите дечиња даваат потешка клиничка слика отколку кај повозрастните. Сега која клиничка слика ќе се јави, како што рековте, зависи од самиот причинител. Колку тешка ќе биде, исто така зависи од самиот причинител, да речеме салмонелозите скоро секогаш одат со покачена температура, додека некои други немаат покачена температура. Стафилококното труење со храна е едно труење кое што многу брзо настанува и многу брзо поминува во однос на таа патогенеза што ја споменавте. Значи, различни заболувања, различни причинители имаат различен инкубационен период. По патогенезата речи се за сите иста. Сите влегуваат преку уста, орално, значи, како орално се внесуваат во дигестивниот тракт и генерално даваат, даваат, значи, симптоми од страна на дигестивниот, од страна на цревниот тракт. Ретко, но сепак можно е некои причинители да дадат, да афектираат, доколку се работи за имунокомпрометирана особа, мало детенце, да зафатат и некој друг орган и систем во телото, додека пак има такви цревни предизвикувачи, цревни ентеровируси, ентеробактерии, да речеме полиомиелитот, коксаки, ехо, вирусите штите тие припаѓаат на групата на ентеровируси и спаѓаат во цревни вируси, бидејќи така се внесуваат преку устата, меѓутоа може да дадат симптоми од други органи и системи, да речеме полиото дава, го напаѓа мозочното ткиво, понатаму хепатитот А, исто така кој што спаѓа во цревни разни заболувања, не предизвикува труење со храна, меѓутоа предизвикува епидемии преку водата. Исто така го напаѓа црниот дроб, значи може да бидат зафатени други органи и системи, меѓутоа генерално се дистрибуираат во цревниот тракт, симптомите се од страна на цревниот тракт
и така и завршуваат. Значи, или се излекуваат спонтано, доколку се работи за вируси, или пак доколку се работи за бактерија, потребно да биде таа диагностицирано за која бактерија се работи, да се направи антибиограм и да се даде специфична терапија, односно антибиотика. Да, ќе зборуваме за дијагнозата и третманот во продолжение и она што е најважно превенцијата. Останете до крај со Фактор здравје, се враќаме по блокот реклами. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс Натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Создадена поинаква, создадена за мене. Кокта. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од соница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На секој од нас му се случува да биде мета на болни грчеви. Затоа не дозволувајте им да ве фатат. Земете Стоп Грч. Стоп Грч е идеална комбинација од состојки за максимален ефект против болниот проблем. Стоп Грч. Не дозволувајте им да ве фатат. Следува вториот дел од Фактор здравје. Ве поканувам од овој момент да ни се јавите на 6091-924 и 6091-925, телефонски броеви кои што ви овозможуваат контакт со нас и директна комуникација со примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за контрола и превенција на заразни болести во Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Со неја зборуваме на тема труење со храна и дојдовме до моментот кога треба да објасниме дијагнозата, дали само лабораторискиот наот е алатката со која што се утврдува или потребно е дополнителна инвестигација, односно дополнителни исследувања? Видите, кога зборуваме за лабораторијата, треба да се кажат неколку основни факти кога се зборува за цревните зарази, посебно за труењето со храна. А ние често пати кога зборуваме и за другите заразни заболувања, ќе кажеме дека е единствена конфирмација дека се работи за одреден причинител,
биолошки причинител, значи е лабораториската конфирмација. Доколку немате лабораториска потврда, позитивен тест дека се работи за нешто, не можете да знаете за што се работи, можете само да предпоставувате. Обично кога се случуваат епидемии, во епидемии, зборуваме епидемии за било кое заболување, после, да речеме, првите 10, 15, 100 или 500, зависи за кое заболување се работи, понатамошната дијагноза може да се поставува врз база на клиничка слика и доколку постои епидемиолошка поврзаност со веќе потврден случај, тогаш е јасно. Меѓутоа, во услови кога немаме епидемија или кога се случува нешто каде што немаме јасна епидемиолошка поврзаност, многу тешко е да дадете дијагноза, можете само да претпоставите. Тоа ние велиме клиничка дијагноза, а не лабораториска дијагноза. Често пати клиничарите знаат, значи одредена клиничка слика ја врзуваат за одредено сомнение, пак испратат материјал. Што е проблемот со материјалот, земање материјал и лабораториска инвестигација за овие цревни заболувања? Доколку не се тешки, доколку се полесни, тие поминуваат, нели, особено вирусните и побрзо за неколку дена, па луѓето, имајќи искуство, знаат, па си велат ништо, не ми е ќе помине така, или доколку искусат, да речеме, малку посериозна клиничка слика, потешки симптоми, ќе отидат, ќе побарат лекарска помош, ќе добијат терапија и најчесто не сака да остават материјал, или смета дека тоа брзо ќе помине, или доколку веќе се отпочнало со антибиотска терапија, многу од луѓето на своја рака си купуваат антибиотици, започнуваат со антибиотска терапија, што не е исправно. Се шегувам. Уште еднаш да апелираме воопшто. Така. Да. Значи, без докажан антибиограм, нели? Многу често и можеби најчесто во летниот период, доколку не заработи за епидемија, а цревните зарази се врзуваат, доколку кратко траат и брзо поминуваат, за вирусна етиологија, значи со вирусно потекло, и тогаш во тој случај антибиотиците не само што не помагаат, туку прават дополнителна штета, нели, она што зборуваме резистенција се ствара, па подосна кога има потреба истиот пациент од антибиотик, тој веќе нема да биде толку ефективен. Значи, многу е потребна таа лабораториска дијагностика, знаење, значи, за што се работи, за каква инфекција се работи, за да знаеме каква терапија да дадеме. Институтот за јавно здравје и лабораториите во центрите за јавно здравје низ Републиката, во клиничките болници, во општите болници, располагаат со реагенси, може да се тестира, особено кога се работи за бактериска. Можам да кажам дека нашата вирусолошка лабораторија во Институтот за јавно здравје последните неколку години, повеќе од деценија, располага со една цела палета на анализи, односно можни тестирања за вирусни предизвикувачи на заразни заболувања. Значи, целата група на ентеровируси, ротавируси, норовируси, норвалвируси, така да можеме да дијагностицираме, и многу е пожелно, значи, луѓето кога имаат вакви симптоми, да остават материјал за да и ние епидемиолозите знаеме со што се соочуваме, што ни циркулира на територијата и да можеме полесно да правиме прогнози за тоа што ќе се случува. Јас веќе кажам еден податок дека ние на годишно ниво ентероколитите, тоа се значи цревни инфекции, така ги викаме ентероколити, со непозната етиологија, значи само се пријавуваат како ентероколити, ние имаме известување такво, чинат повеќе од 65% од сите заразни заболувања кои што се подложни на задолжително пријавување и за кои што ние располагаме со информации. Заедно со варичелата, значи со сипаницата, чинат некаде околу 85 и повеќе од сите заразни заболувања, а ние за нив немаме никакви податоци од што се причинати. Друго е кога имате ситуација да знаете што се случува. Често пати и најчесто салмонелозите се врзани со лабораториско тестирање и само така можеме да кажеме дека се работи за салмонелоза, бидејќи салмонелозите се цревни заболувања, најчесто труење со храна, кои ги предизвикува салмонелат и затоа ги викаме салмонелози. Во друга ситуација, кога не знаеме што е предизвикувачот, велиме труење со храна, меѓутоа непознат причинител. И сигурно многу често заради овие податоци рековте, луѓето сега циркулираат, користат годишен одмор, патуваат, не само низ држава, туку и надвор. Точно така. Токму и затоа овие труења со храна се многу популарни, многу чести заболувања. Имаат многу тежина, значи имаат големо епидемиолошко значење, а не само за здравството, туку и за целата држава, бидејќи во случај на епидемии, на голем број заболени, имаме ситуација кога се оптеретува, нели, економијата и социјалното живење, така да има ефекти. Понатаму имат големо медиумско значење, значи јавноста е многу загрижена кога ќе се слушне дека се работи за некоја епидемија во која што заболеле повеќе 500, 600, 800 луѓе. Значи имаат големо значење и многу се, како што реков, актуелни, од причина дека многу се застапени, не само во земјите каде што, како што рековме, нели, главна причина е
нечисти раце. Значи не тука само во земјите, ете така, кои што има да речеме ниско ниво на санитација, на хигиенски навики на населението, значи оние неразвиени земји, каде што има и потежок пристап до службите здравствени, каде што имаме лоша инфраструктура, каде што луѓето немаат навики, каде што не е решено правилно снабдувањето со хигиенски исправна здрава вода за пиење, каде што нема правилна диспозиција, односно странување на отпад од фекалната канализација, отпадни води и така натаму. Туку овие труења со храни се јавуваат и во развиените земји, значи голем проблем се и таму. Токму поради она што вие го споменате, значи поради тоа што таму се јади поголема количина на храна која што потекнува има животинско потекло. Од друга страна, поради тоа што поради брзото темпо на живот, зафатеноста со работа, луѓето се почесто се склони барем еден оброк да земат надвор од дома во услови кои што кога некој друг им го подготвил или ако веќе тие си го подготвиле дома да го носат со нив повеќе сати, во услови кога се поинтензивна е меѓународната трговија, па набавуваме да речеме производи од животинско потекло, јајца, пилиња од Кина, од не знам Азија, од било каде, па и можност за внесување на други екзотични предизвикувачи на овие цревни заразни заболувања кои што ги немало тука. Еве, кај нас има салмонела ентеритидис, тифимуриум, утре можеби ќе дојде некоја салмонела Њупорт или салмонела, не знам, инфантис, сосема од некое друго подрачје кој што не била карактеристична за нашиот, да речеме, регион, нашето подрачје. И поради тоа што луѓето од развиените земји многу често патуваат надвор од своите држави, значи, многу се екзотични земјите во Азија, на Блискиот Исток, Јужна Америка, значи таму каде што веќе рековме, ете така, нема толку добри услови каде што цревните заразни заболувања се појавуваат во ендемска форма, значи постојано ги има и се присутни, населението многу не заболува ради тоа што имаат имунитет. Дури од малечки децата заболуваат еднаш, два пати, три пати, па им се гради тој имунитет. Цревните заболувања ствараат солиден имунитет, помалку или повеќе, а луѓето од западните земји, од развиените земји кои што не дошле во контакт со тоа, немаат имунитет, одејќи во тие земји се разболуваат од цревни зарази кои што во нормални услови не би се разболеле, меѓутоа немаат искуство, би рекла, имунолошко искуство, и токму ради тоа се карактеристични тие патувачки, би рекла, диареи или проливи, кои што се исто така големо оптоварување за и многу актуелни периодов нормално сега. Така, рековме, значи летниот период е врзан поради високите температури, престојот на храната подолго време надвор, во услови кога многу побрзо оди тоа размножување и сето тоа. И полесно расипување. И точно така, значи цревните инфекции, како што респираторните инфекции се карактеристични за зимскиот период, така цревните инфекции се карактеристични за летниот период, значи сезонски, би рекла, сезонска карактеристика. И зависно од должината на инкубацијата, нешто го начнавме ова прашање претходно, па не го довршивме, некои имат инкубација, како што рековме, стафилококното труење од 1 до 6 часа, некои имаат до 72 часа, како што се салмонелите, некои имаат и да речеме подолго време, 4-5 до 1 недела, како што се дизентериите. Кај некои дури нема ни да дадат можеби клиничка слика како вирус заради имуниот систем. Меѓутоа сакав да кажам во однос на сезоноста, некои значи се јавуваат во периодот кога се заразува, додека хепатитот А како малку поразлично заболување, меѓутоа е цревно, спаѓа во групата на цревни поради начинот на заразување, патот на пренесување и влегувањето во организмот, бидејќи има најдолга инкубација дури до 45 дена, се карактеризира со тоа што се јавува најдоцна и со него завршува периодот на цревни инфекции. Значи тие врвот на хепатитите е некаде во октомври-ноември, бидејќи има долга инкубација. Заразувањето настанува во летото, меѓутоа се јавува некаде во доцна есен веќе, во текот на есента. Уште еднаш да ве поканам, доколку имате интерес, слободно јавете се на двата понудени телефонски броеви, ги имате на вашите екрани, споделете со нас некое ваше искуство, можеби во однос на труењето со храна или вашите навики во однос на третирањето и консумирањето на храна, посебно во овој летен период, а сите одговори ќе ги добиете од примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за контрола и превенција на заразни болести при Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Она што посебно, но не помалку важно, би сакал да го начнеме, односно да дадеме аспекти и факти, тоа е превенцијата, бидејќи вашата институција секојдневно комуницира и вие лично како раководител на секторот и со Светската здравствена организација. Се сеќавам минатата година кога бевте зборувавме за Зика вирусот, кој што некако сега е во мирување, би рекол, и тоа е добро. Има ли некои препораки во однос на
периодов кој што следува пред нас, летните олимписки игри ги споменавме во Бразил, а и сето она што на подрачјето на Република Македонија се случува. Зборуваме за Зика или зборуваме за цревни зарази? Па и за двете сакав да ги поврземе сите работи во контекст на времето, нормално. Во однос на труењата со храна, еве да започнеме да завршиме темата за труење со храна. Значи превенцијата... Имаме јавување да го слушнеме, ајде сепак да дадеме приоритет на гледачите. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господине, повелете. Сакам да прашам во моментов, имам синчето ми е затруено со храна. Добро. Бевме во амбуланта, ни дадоа тие јагленчиња, тие 5 ни дадоа наеднаш да ги спиеме, ама како ќе ги спие, така ќе ги поврати. Затруено е од месо, од кебапчиња, не знам што тамо, и од сабајле цело време на повраќање и на пролив. Дали во доволно се? Пчињата како ќе ги спие, така ќе ги поврати. Што да правиме сега, нешто плюс нешто овоше, нешто банани, како ќе изеде банана, така ќе ја поврати. Благодарам за вашето прашање, господине. Кажавте дека доколку бактеријата е причинител, се дава антибиотик, нормално докажан на антибиограм, вирусите не се третираат, рековте, со лекови, поминуваат најчесто сами од себе. Така, тие се само излечиви, зависи сега каков вирус е и каква состојба бил организмот, односно лицето пред да го нападне вирусот. И еве конкретно детенцето што рече господинот, не каже господинот колку е старо детенцето, претпоставам дека е малечко, ние рековме дека сите труења со храна, како и сите цревни инфекции кај дечињата, нели малце потешка клиничка слика може да имаат. Господинот кажа дека неговото детенци повраќа и има пролив. Покрај рековме цела палета од гадење, повраќање, главоболка, болки во мускули, висока температура. Повраќањето и проливот се најлошите симптоми, би рекла, бидејќи со тоа настанува дехидратација. Тоа јагленчето што му е дадено, сега не навлегувам многу во терапијата, бидејќи јас не сум клиничар, меѓутоа како и да е, значи му се дава симптоматска терапија да се спречи губењето на вода, значи да престане да повраќа и да се намалат проливите. Доколку е бактериска инфекција, ако се работи за кебапчиња, ако се сигурни, веројатно се работи за бактериска инфекција, меѓутоа мора да бидеме сигурни. Понекогаш докторите, зависно од ситуацијата, одмеруваат што ќе дадат и како ќе дадат пред да ги имат лабораториските резултати. Меѓутоа можеби ќе има потреба да се земе нешто антибиотик за да се спречи, значи да се намали губењето на течности преку пролив и повраќање. Потребно е да се зема нешто за да се смири желудникот, да не се повраќа. Симптоматска терапија, ако има температура треба да се земат антипиретици да се намали температурата, доколку нема температура, доколку состојбата се влошува и е значи дополнително се влошува, тогаш јас би посоветувала значи да побарат помош од доктор, доколку има потреба да се појде на инфективна клиника или повторно кај матичниот доктор кој што ќе знае што треба да се направи. И најчесто значи во вакви случаи кога имаме губење на течности, а не може да се спречи губењето на течности, барем во првиот период, пожелно е лицето, детенце или возрастен да прими инфузија, значи да прими течности, флуиди со кои што ќе надомести водата што ја губи од организмот. Тоа е најважно, значи да се рехидрира, да не е дехидрирано, а сето друго се лекува со симптоматска терапија до моментот додека се има резултат дали е бактериска инфекција, тогаш можеби да се земат и дополнително антибиотици. Значи повторно да појде на лекар и да бара помош од здравствено. Пред да ви се заблагодарам само за превенцијата, неколку реченици, бидејќи времето не ограничува. Превенција. Што е превенцијата? Зависи од начинот на пренесување. Бидејќи рековме, правилната снабдувањето на населението со правилна, исправна, безбедна вода за пиење, што е обврска нели на државата, на општеството, е битен фактор. Значи луѓето треба да знаат дека пијат чиста вода. Треба да одржуваат хигиената на рацете, која што е основна не само за цревните, за сите други заболувања, правилна диспозиција на отпадните материи и многу внимавање со храната. Значи, секоја храна, особено храната од животинско потекло, да се чува во разгладни уреди во фрижидери. Кога ќе се спрема, веднаш да се спрема да се подложи на висока температура, што и да и се прави, поголема од 70 степени Целзиусови, најмалку 30 минути. Кога ќе биде готова да се консумира веднаш или да се чува над 70 степени или во фрижидер под 4 степени Целзиусови. На исти работни површини да не се подготвува и сурова храна, непреработена термички и обработена веќе печена храна, да се внимава хигиенските навики и да се внимава каде се јади и што се јади. Секако дека сите институции, односно ресторани кои што нели произведуваат, дистрибуираат и нудат храна, треба да ги спазуваат ХАСА принципите и да знаат кои се основните хигиенски практики кои што треба да ги практикува персоналот и секако задолжителни санитарни прегледи.
Ви благодарам за сите овие информации Благодарам што и ги јас, кажавте. можеме уште да говориме. Да. Многу ви е сепак, кратко времето. Имате и вие годишен одмор пред вас, ви посакувам убаво да си го поминете, да имате здравје пред се, професионално да бидете исполнителни како и досега и на приватен план секој добро и од септември повторно се гледаме во Фактор здравје. Многу ви благодарам, секогаш сум расположена за вашите покани и со задоволство учествувам во вашите. Благодарам уште еднаш доктор Кузмановска, примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог, беше гостинка во Фактор здравје, а ние повторно се гледаме утре во новата емисија. Пријатно.